На телефон, бидејќи уште оваа недела ќе одиме со повеќе луѓе, соговорници на телефон, додека не ги видиме завршните протоколи за она што се предвидува за некакво барем нормализирање на состојбите здравствени во државава, така што се уште на телефон ќе ни бидат повеќето од соговорниците. Го имаме министерот без ресор задолжен за диаспората, господинот Едмон Адеми. Министре Адеми, добро утро. Добро утро, Сашо. Добро утро до вашите гледачи. Благодарам. Вие сте министер задолжен за диаспората, а сега заради корона кризава вам практично голем дел од работните обврски кои што ви се контакти, предпоставам патувања, гледање со таа диаспора и така натаму, ви се стаени на стендбај, на некакво паузирање. Како успевате да одржувате односи без да се видите со луѓето низ светот? Така, мислам, апсолутно оваа ситуација практично на некој начин и заради затворени граници, заради сите оние други елементи кои се во интерес на заштита на здравјето на граѓаните и кај нас и надвор во светот, нели, средбите, патувањата се практично апсолутно невозможни. Секако, фала Богу, денеска 21 век, па можеме и како што уствари сите и навикнавме сега веќе овие 2,5 месеци комуникацијата да ја користиме преку разни дигитални платформи, така да во изминатиот период имав интензивна комуникација со различни представници од здруженија, индивидуалци од диаспората. Се слушавме, да речеме, со различни групи во различен период, со различни држави, чисто за да прво видиме каква е нивната ситуација таму во државите кај што живеат и работат, евентуалните проблеми, ситуации со кои се соочуваат, така да успеавме да одржиме колку толку. Бевте директно вклучени во оној голем напор за враќање на разни македонски граѓани расејани по светот, неколку илјади се вратија. Каква е сега состојбата со тоа? Имате ли многумина кои што заглави и не успеавте да ги донесете и дали тоа продолжува откако евентуално, иако тоа не гледам дека е на некаков повидок, дека ќе продолжи особено авионскиот бизнис наскоро. Сепак се подготвувате ли за некаков нов бранд за ургентни транспорти, специјални летови и така натаму? Па, тогаш, како и сите држави, ние практично првпат се соочивме со една таква ситуација. И морам да кажам дека и владата, и кризниот штаб, и пред се Министерството за надворешни работи, каде што беше кризниот штаб околу организација на сите овие, прилично, и амбасадите, секако вклучени и конзулатите целосно, успеавме да вратиме 3870 наши граѓани од целиот свет, практично, кај што успеа кај што заглавија заради ситуацијата во која се најдоа. Што со авиони, што со хуманитарните летови, што со конвоите во регионов, што со помош и поддршка на наши земји пријатели од земјите членки на ЕУ, така да ја верувам дека оние најкритичните, оние што во тоа време се најдоа и во ситуација да не можат да се вратат, успеавме во голем дел да ги вратиме. Се разбира, има уште индивидуално што доаѓаат, пошто аеродромот во Софија, колку што знам, се уште функционира, па луѓе кои наоѓаат летови до Софија, после тоа ние како држава ги превземаме од граница, така беше и со македонските студенти во Турција, кои дојдоа влегоа во Бугарија, па од Бугарија до македонската граница, па ги превземавме. Така има и доста неколку индивидуални случаи. Мислам дека во критичниот момент тие работи ги спроведовме максимално согласно можностите и опциите што ги имавме. Очекувате ли некаков евентуален понагласен нов бран доколку се договорите за спроведување избори летово? Вие сте од СДСМ, гледаме дека има едно натегање и така натаму. Можно е да биде тоа негде ка почеток на јули. Мислите дека ќе имате нов бран од луѓе кои што можеби заради гласањето ќе сакаат да се враќат? Ве прашувам и
Тоа е обично традиција, тоа враќање летно време и заради други причини, не само за избори, свадби, венчавки и така натаму. Кај албанците тоа е изразен тренд и така. Очекувате ли некаков таков бранд гато? Па сега не би можел да предпоставам колку кав ќе биде тој бран. Се разбира летниот период, односно почетокот на јули, август, во зависност од државата од која што доаѓаат, секоја различна држава има различен период на одмори. И така мислам дека тие наши граѓани ги планираат одморите во татковината. Како и да е, многу ќе зависи од внатрешната организација во Европската унија по делот на отварање на граници. Зависи, предпоставам, и од здравствените протоколи, бидејќи можно е протоколи, да мора некој да одсуди по 2 недели во карантини кога ќе дојде овде. Апсолутно и здравствените протоколи и сето тоа многу сето тоа ќе веројатно ќе влијае на тој процес. Меѓутоа тука владата во овој правец мислам дека пред се инаце ќе се држи, ќе почитува препораките на комисијата за заразни болести и здравствените власти, така да сето она што ќе биде возможно апсолутно како влада ќе го овозможи. Министре, да ве прашам за крај, ние последниот пат кога се слушнавме пред повеќе месеци овдека на утрински брифинг, разговаравме за УНЕСКО, разговаравме за она како се подготвува Охрид, со оглед на заканите дека може да биде симнат и да биде ставен во некакви посебни листи на УНЕСКО и така натаму. Во меѓувреме, како и сите други меѓународни активности, така се откажа и патувања, средби со станоци на УНЕСКО, доаѓања комисии и сето тоа. Сепак владата има јасен список на обврски што треба ги заврши за УНЕСКО, а пред некое време слушнавме силни критики дека секогаш се дивоградбите главниот, централниот, да кажем, стожерниот момент кога се критикува целата таа работа, дека работата со дивоградбите не е мрдната практично од почетна точка. Така ли е? Што друго се прави? Во која состојба сте со целата таа програма за УНЕСКО за Охрид? Така, значи, да, така е дека сите активности во делот околу УНЕСКО и состанокот на комитетот за светско наследство кој требаше да се одржи во Кина во крајот на јуни, све е откажано. Во меѓувреме практично нема ни нов датум, ни нова локација, бидејќи целиот свет беше запатен од пандемијата. Дури ако не се лажем, во Кина требаше да биде негдека во близина на Вухан тој. Да, тука негде околу некоја соседна провинција се требаше. Меѓутоа кога збориме за провинции за Кина, тоа е цел континент. Тоа е големи територии се во секој случај, но како и да е, да, откажано за сега, нема ниту нов датум, ниту нова локација, веројатно ќе се чека и ќе се да се тоа да стише после тоа, но тоа не значи дека нашите обврски запираат. Напротив, ние процесот го теравме внатрешно дома. Беа крајот на јануари, пред да практично земе ваков замав пандемијата, беше комисија, односно членови на комитетот од УНЕСКО беа на терен и во Охрид и во Струга, разговаравме. Во меѓувреме, после нивното заминување, тие извештаи и дополнителни документи за сите активности им беа испратени до нив и останува од нивна страна да се спреми извештајот. Веројатно и тие сега во оваа ситуација во Париз, имајќи предвид дека Франција е прилично доста погодена од оваа работа со многу низок капацитет од аспект на луѓе, и кога и да биде подготвен извештајот, тој извештај. Што правиме со дивоградбите, министре? Дивоградбите, за жал, остануваат една од болните точки на Охридскиот регион и тука... кога ќе ги решаваме тоа? Само се одлага. Прво мораме да решиме дека тоа е обврска согласно законот, обврска на општините да се справат со тоа, но очигледно капацитетот и можностите на општините не е на нивото што можеби како влада го очекувавме, и мислам дека би требало да размислиме поинаку во смисол на
Кога велите капацитетот и можностите, тоа секогаш ми звучи малку како флоскула. Се работи за тоа што таму тие што градат диво во голем дел се моćни луѓе, врзани со партиски цврсти интереси во едни во други партии, што на власт, што во опозиција, и нема градоначалник што може да се охрабри, барем нема во Охрид таков градоначалник, да влезе, да излезе на крај со тие структури, па се некако се бара спас од централната власт, ама централната власт знае да биде и спонзор, односно меѓусебно да се спонзорираат овој тип на бизнисмени и Значи централната власт ниту спонзорира, ниту поддржува такви бизнисмени кои не ги почитуваат законите и затоа реков согласно законот ингеренциите во тој дел се на општината. Меѓутоа апсолутно ние како централна власт после изборите можеби треба да размислиме во овој дел кога се работи за процеси од типот на заштита на културно природно богатство, ингеренциите и во делот на расчистување со дивоградбите да ги превземеме на централно ниво за да можеме да ги спроведеме одлуките. Така да тоа е една од опциите која што и јас... Па можеби тоа треба да се најде и во вашите предизборни програми, министре. Тоа е една од опциите која јас лично исто така ја размислувам и верувам дека после изборите ќе направиме законски измени во делот на ингеренциите, барем во оној дел каде што се важен од национален и карактер вакви процеси, да државата, односно владата може да реагира без да бара и да им дава задачи или да ги повикува општините да се ја завршат работата, тогаш институциите на централно ниво ќе ја завршат работата. Едмонд Адеми, министер без ресор во владата, задолжен за ургентни прашања, а не само за диаспората. Влегувате во изборен период, се надевам дека ќе имаме можност да се слушнеме и по некоја изборна тема. Јас ви благодарам за ова утринско јавување и ви пожелувам убава недела работна до крајот, додека денес и утре, до душе, бидејќи денеска е четврток. Благодарам, Сашо, убав ден и на вас и на сите гледачи на утрински брифинг.